Добар ден, продолжуваме со економскиот дел во Слободен печат. Се ближи 1 јануари, тогаш се објавуваат ценовниците за електрична енергија на тема цени на струја, обновливи извори на енергија и се што она спаѓа во доменот на регулаторната комисија за енергетика. Мој гостин денеска е Марко Бислимовски, председател на оваа комисија. Добре дојдовте. Добре ве најдов и благодарам за поканата. Јас не очекувам дека ние сега ќе лицитираме со проценти каква ќе биде цената на електричната енергија, меѓутоа се е поизвестно дека ќе има некаква корекција. Дали вие насетувате дали ќе има ценовен шок за граѓаните или некое мало поскапување? Значи, регулаторната комисија за енергетика, најголемиот дел од трошоците за компаниите кои што ги регулира, тоа се МЕПСО, во делот на преносот на електрична енергија и електродистрибуција во делот на дистрибуција на електрична енергија, како и МЕМО, кој што е оператор на пазарот на електрична енергија, е готова, но најбитниот дел од трошоците, најголемиот, кој што има влијание на цената, е трошокот за купување на загуби на електрична енергија во преносната и во дистрибутивната мрежа. Тендерот за загубите во дистрибутивната мрежа ќе финишира, а тендерот за загубите во преносната мрежа ќе биде во текот на следната недела, така да тие се најбитни елементи во определувањето на цената, така да не би шпекулирал колку и каква ќе биде цената и за пренос и за дистрибуција на електрична енергија. Значи, ние прво треба да ги определиме овие цени, а потоа, од кога ќе ги определиме овие цени, универзалниот снабдувач, врз основа на трошокот кој што го има за набавка на електрична енергија за домаќинствата и малите потрошувачи, ќе направи пресметка и ќе ја достави на контрола во регулаторната комисија за енергетика. Тоа очекувам да биде некаде во првата половина на декември и целиот овој процес да го завршиме. Во однос на тој дел ние што го регулираме, регулаторната комисија за енергетика во следните неколку дена ќе информира јавноста за своите одлуки. Дали може да се очекува оној дополнителен час во ефтина тарифа дневна што се најавуваше да биде од 1 јануари? Во овој момент не може да се реализира тоа. Ние некаде во октомври ја презентиравме на јавноста нашата анализа која што се однесува за ефтината тарифа. Анализиравме подолг период на часовно ниво и каде што јасно видовме дека цената на електричната енергија во периодот од 12 до 16 часот е убедливо најниска, додека цената од 20 часот па до 23-24 часот е некаде во просек за 2-2,5 пати повисоко од оваа цена. Значи, увидовме дека да, постои простор во текот на денот, не 2 да бидат 4 часа, но исто така во периодот кога имаме ефтина тарифа, таа од 22 во моментов ја имаме па до 7 наутро. Очигледно е тој период од 22 до 24 ќе треба да влезе во скапа тарифа, имајќи во предвид дека е веќе воспоставена навика кај нашите потрошувачи. Решивме овој период од 22 до 24 да си остане и понатака период на ефтина тарифа. И имавме во предвид и ситуацијата во ЕСМ, каде што е потребна стабилизација на прецена трошоците во самата компанија, но се договоривме да продолжиме со нашите анализи и заедно со ЕСМ и со универзалниот снабдувач некаде во март-април повторно да ги анализираме податоците и бројките кои што ги имаме. Дали со оглед на и изборно ветување на оваа влада дека ќе се укине оној фиксен надомест од 200 денари, имате притисок врз регулаторната комисија евентуално од 1 јануари поинаква методологија на пресметка на цена да има? Значи, фиксниот надоместок го воведовме со цел да направиме правичен распоред на трошоците. Со фиксниот надоместок, доколку се трне, тие 200 денари, да речеме, сега цената на
ефтината струја ќе се зголеми за 14%. Инаку, во оној момент, кога би се вовела можност да плаќаат и производители на електрична енергија, ние тој фиксен надоместок ќе го апсолутно дека ќе го трнеме. Иначе во овој момент немам никакви притисоци, разговарано е, нашите позиции се јасни. Факт е дека има празни станови, кои што има викендици и кои што таа мрежа се одржува и кога луѓето не одат таму. И некој кога ќе отиде во својата викендица, само притиска на утикачот и си има струја, но сето тоа одржавање чини. И таков концепт не е само во Македонија, таков концепт има и во Србија, има и во Косово, има и во Германија, има и во Холандија. Конкретно не се плаќани за потрошена електрична енергија, туку врз основа на инсталираната моќност која што има секој потрошувач, си плаќа фиксно, трошел, не трошел, си плаќа, но како и да е, ние го воведовме овоа со цел да воведеме правична распределба и кажувам, доколку се трне тој, цената на електричната енергија во ефтината тарифа ќе се зголеми за 14%, цената на електричната енергија во првиот блок ќе се зголеми за некаде 9%. Така да во тек сме со се, правиме анализи, се носи нов закон за енергетика и кога ќе се создадат услови, кога ќе се дадат и други можности на регулаторната комисија за енергетика, овој фиксен надоместок би бил трнат. А во моментов многу е актуелно повторното поскапување, да кажам, цената на струјата на берзите, веќе компаниите алармираат за тоа. Еве каква е во моментов состојбата, вие секој ден ја отварате берзата и така. Јас ги следам и најголемата берза во регионот, Хупекс, македонската берза, српската, бугарската. Значи имавме некаде пред 7-8 дена еден период од 2 недели каде што цената на електричната енергија на берзите, особено во овој дел од Европа, во нашиот регион, стигна и до 350 евра за мегават час. Тоа траеше некаде 10 дена од почетокот на ноември и тоа се должеше пред си поради зголемувањето на цената на природниот газ во Европа. Но карактеристично беше и во овој период од 2 недели повторно само во нашиот регион имаше така драстичен раст на цената на електрична енергија споредено со берзата во Франција, во Германија, во Шпанија, во Италија. Истото ни се случи и летоска, кога имавме таков случај, каде што подолг период цените на електричната енергија на берзите во нашиот регион беа за 2 до 3 пати поскапи отколку цените на берзите на електричната енергија во останатиот дел на Европа. Ние побаравме од секретаријатот на енергетската заедница да се вклучи во изработка на анализа зошто е тоа така. Добивме одредено образложение, но и понатака во рамките на бордот на регулаторни тела за ова прашање посериозно ќе дискутираме во декември. Да видиме кај е проблемот, за да знаеме точно што треба како земји да превземеме. Ако се проблемот со прекогранични преносни капацитети, во ред да изградиме нови. Ако е нешто друго, да го превземеме, тоа што зависи од нас. Но јас сум повеќе од сигурен дека тоа беше надворешно влијание, односно со вештачко зголемување на трошоците за прекогранични капацитети во одредени земји од Средна Европа. И сето тоа понатака, како бумеранг, имаше негативни реперкусии во нашиот регион. Ја верувам дека не само енергетската заедница, туку и Агенцијата на европските регулатори ЕЙСЕР, каде што сме наблюдувачи, ќе направи анализа објективна и да го кажеме што се случуваше во тој период во летово, затоа што во нашиот регион понудата поради изградба на голем број на
нови производни капацитети од фотоволтаици, од изградени си ветерни електрани, инвестирано е, значи е зголемена понудата, побарувачката е горе-долу иста, така да очекувањата се цената на електричната енергија да паѓа, како што паѓаше и во Шпанија, во Италија, и во Франција, и во Германија. Но за жал во одреден период тоа се случи и ние бараме тоа да се анализира. Ако е проблемот кај нас во регионот, апсолутно да се превземат мерки. Но доколку е надворешно влијание, да видиме што го предизвикало тоа надворешно влијание и тоа надворешно влијание да не се повторува следен пат. Дали тоа значи дека се можни известни манипулации? Видите, во моментов пазарот во Европа ќе заврши еден ден како единствен пазар на електрична енергија. Значи, најголем проблем кој што се јавува е во однос на распределбата на прекограничните капацитети. Секоја земја се поврзува со друга земја преку далеководи, тие се викаат интерконекции, односно прекогранични преносни капацитети, и тие имаат одредена моќност, колку може да пренесат. Доколку нема загушување, односно е слободно, тогаш цената е нула. Но ако има загушување, тогаш се распишува аукција и на аукцијата добива тој што ќе понуди највисока цена. И сега да видиме што биле причините за загушувањето, но факт е дека трендот во Европа е еден единствен европски пазар, вклучувајќи го и нашиот регион, така да верувам дека сите овие нелогичности понекогаш што се јавуваат и можности за манипулации со прекограничните преносни капацитети повеќе нема да постојат. Во моментов дали се стабилизира таа цена, околу колку се движи за 1 некаде од мегават час? последниве 7-8 дена, за викендот беше околу 103-14 евра за мегават час. На почетокот на неделата, понеделникот и вторникот се тргуваше 140 евра за мегават час, денес е 160 евра за мегават час, значи се подстабилизираш. И добри, овие цени сега во овој дел од годината се очекувани, затоа што порасна цената на природниот газ на европските берзи. Имаше еден постуден период на почетокот на ноември во Европа и тамо цената на природниот газ од кај 40 евра се зголеми до 47,8, тоа се одрази на цените на електричната енергија, имајќи во предвид дека природниот газ се користи за производство на електрична енергија. Дали цените на природниот газ можат евентуално да зголемат цена на парно, иако е тоа рано да се кажува? Ние дадовме некои предвидувања, во рамките на предвидувања се нашите одлуки за цени кои што се однесуваат за цената за производство на топлинска енергија. Ја не верувам дека ќе има некои драматични ценовни шокови. Сега ние збориме во Европа за цени од 45-6 евра за мегават час и имаше период од една година пред во 2022 цените беа и 300, и 400, и 500 евра за мегават час. Тогаш ние издржавме и верувам дека такво лудило со цени нема да се повтори сега. А за крај сосем накратко, колкав е уделот на обновливите извори на енергија и уште колку лиценци очекуваат или имате најави за до крајот на годината? Па уделот се повеќе и повеќе се зголемува. Производството на електрична енергија од фотоволтаици во 2023 споредено со претходната година е зголемено за речиси 300%. Тој имаше позитивно влијание и на нашата увозна зависност. Во 23-та негде увозот ни беше 2,7%, што е енормно намалување споредено со 40%. Ние започнувајќи од 1 јануари 2021 до сега имаме издадено лиценци за нови производни капацитети од приближно 890 мегавати. Доаѓаат сега и други, од нив најголем дел се фотоволтаици, нешто се ветерни електрани, така да во Македонија реално е влезена во зелена транзиција и овие одобренија за што ги даваат операторите горе-доле ќе престанат да ги изнаваат, бидејќи мрежите немаат соодветен капацитет
и овие обновливи извори колку што се добри. Пошто бидејќи произведуваат зелена енергија, сепак предизвикуваат проблеми во однос на водењето на целокупниот електроенергетски систем. Значи, тука ќе треба ние во наредниот период апсолутно да овозможиме поедноставување на процедурите за поставување на батерии и апсолутно не треба изградба на гасни електрани, односно когенеративни постројки во државата со цел да обезбедиме таа базна енергија која што ни е потребна за балансирање на системот. Трендот во Македонија е добар, но секоја мрежа има одреден капацитет. Тие се кабли со одреден капацитет колку може да прими и мрежата. И тоа не е случај само кај нас, туку и во цела Европа. И верувам дека и преносните систем оператори ќе почнат да излегуваат од својата комфорна зона, ќе се соочуваат со голем број на предизвици во однос на водењето на системите, бидејќи и фотоволтаиците и ветерните електрани сами по себе се непредвидливи во своето производство на електрична енергија, значи тоа треба да доведе и до подобрување на вештините на работи во сите преносни систем оператори во Европа, а исто така ќе требаат, како што кажав, инвестиции во овозможување на побрз циклус на инвестиции во батериски системи, со кои што може да се складира енергијата, значи во периоди кога има најголемо производство, таа да се складира, да се дава во периоди кога има помало производство, со цел да се нивелираат и цените. Тоа треба со нов закон допрега да се... Можноста за поставување на батерии ние ја имаме во државата со некаде од март оваа година, така да секој производен капацитет од фотоволтаици кој што има фотоволтаици може да постави и батерии со капацитет колку што е самиот фотоволтаик. Председателе, благодарам на ова интервју. Значи, ја очекуваме новата цена наскоро да ја објавите, а во однос на компаниите, на бирзите некакво стабилизирање сега има на цените, меѓутоа останува нели ти да можат и кај Евана како краен снабдувач во краен случај, ако нешто се случи екстремно, да и таму влезат на тој пазар. Ви благодарам уште еднаш, па се гледаме во следната прилика. Секогаш ми е задоволство да бидам ваш гост. Ние продолжуваме со нашата програма.